Абе, дај да наречеме нешто пред да почнеме со снимање. Еве ти Спортлайф мени. Што сме денес? Понеделник, вторник, среда, петок сме? 10% бонус за игри на голови. Голови да нарачаме. Какви голови, дај нешто за јадење човек да нарачаме. А што е тоа? Што Ова Спортлайф си имаат мени, имаат за секој ден различна поволност, имаат понеделник 10% бонус на сите типови игри, вторник имаат кешбек, среда дуплирај поени, четврток, петок денес голови, голчиња. Голчиња, ама мислам дека он бара некое друго меню за хамбал, ја вака храна би му дал. Еј, даве, ребра. Така. Чекај. Така, ребренце ќе си влезе. Ребренц. Така. Тоа. Супер. Почнуваме? Да, одлично. Бевме на стадион, гледавме фудбал, не наврна многу, нема да должам премногу со најава, почнуваме одма. Момци, како сте? Па ако збориме од аспект на репрезентација, сме били и подобро, сме били и полошо. Можеше да овако да се чувствуваме супер како кога игравме првиот пат против Германија, меѓутоа едноставно дојде и таа промена на тренер, промена на нели се замина Пандев и така натаму и сега веќе не сме истата екипа и се соочивме со реалноста токму против Германија. Така да 0-4 може да е премногу, ама па може хејт аман. Почнавме со фрустрациите и негативните работи. Нешто позитивно имаш да кажеш? Или немаш ко за овој поведен дел? Не. Ништо. Зарем неделава беше толку лоша. Да, си ги изгубив налчарите, те сме си ги изгубив налчарите, немам ночери, пошто ми падна стакленците, сега сум црвен во очите и не можам да гледам. Да, тоа е една од позитивните ствари. Која гледал такмицата си ги изгледа. Не ми треба. Добро, знам дека беше на утакмица, знам дека те наврна, знам дека заедно отидовме, знам дека заедно се вративме, знам дека заедно делевме фрустрации. Збор 2 за Македонија Германија. Секоја чест господине Џани Алиовски. Алал да ти е. Ја не знам некој толку да најдобриот играч на германската репрезентација дефинитивно беше господинот Џани Алиовски. Беше од тимо, апсолутно. Алал. Многу добро се покажа. Се обрадувам од имиња. Да. Најлузерскиот менталитет сега ќе го извадам и ќе речам, абе видовме звезди на градски. Знаеш, го видовме Ноер и Вернер како дава 2 гола, Вернер како дава 2 гола, ретко кој го видел последниве 2 години. За да резилот биде уште поголем, Вернер ни даде 2 гола. Некој мораше да му попушти, Столе е едноставно премногу добар како човек и се покажаме како одлични домаќини. Гостите се чувствуваа одлично. Задоволни се заминаа дома. Тоа е македонското гостопримство на секаде почуја. Е тоа требаше. Нас ги згазивме, ама дома ќе не зборат. Тек ќе не зборат. Туку пошто вие сте често на Твитер, се твиташе нешто интересно денојуве или не се твиташе? Јас не бев многу присутен. Сега кога сме веќе кај Џани Алиовски, знаев дека ќе има материјал за него. господинот Павловиќ има одличен твит за тоа како господинот Џани Алиовски изиграл такмица. Ова е тотално неговата игра. Нека се да не го ставиш, да не го ставиш келнер да ти биде, брат, му даваш тањерки ти го форли у публика. Дај му топка, отиди у аут. У гол аут. Океј, завршуваме со презентација, продолжуваме понатаму. Whoscored.com. Cristiano Ronaldo has won the official Premier League Player of the Month award for the first time since March 2008. The longest gap ever between wins. Дечкото дојде, гол. Дојдов, дадов гол. Како да не си ни отишол? Да. На некој начин, како да не си ни отишол. Добро му тргна. Бодови и тоа клучни голови за освојување на бодови, мислам дека највачите на Юнајтед баш онака им се традува на неговите голови баш како што треба. И да, не изгледа буквално онака ни како да нема ни мрднато. Се вклопи веднаш во екипата, веднаш даде голови,
одма почна со добрата игра. Па изгледа добар играч. Кеда. Изгледа добар играч. Кеда, до тоа може да е. Може да е до добар тоа. играч. Кога сме веќе кај Юнайтед, само видете им ги следните утакмици. Леле, може да ги прочитам, те молам. Вака. И ова особено ти прати. Почнуваат со Лестер на гости, ова коло, баш викендов, кога ќе излезе емисија, потоа одат во Лигата на шампионите, дуел против Аталанта на домашен терен и потоа само ќе ви ги читам. Ливерпул, Тотенхем, повторно Аталанта, Манчестер Сити, Watford, Вилјареал, Челси и Арсенал се 10-те следни надпревари на Оле и Юнайтед. Па ако би можел да извоам најтешки утакмици нормално, Вилјареал, Тотенхем, најлесна си како Арсенал, ќе се сложиме тука. Али моментот е дека, ова е следниот твит од Фабрицио Романо, Manchester United have released an official update on Rafael Varane injury. He will be out few weeks. Е така. На почетокот кога ја најавија повредава беше a week out и се шпекулираше дека ќе ја пропушти само утакмицата со Лестер. Потоа дојде официјално инфо од француската репрезентација за повредата, па кажаа 2 недели, сега веќе статусот е неколку недели. Точно во тие неколку недели се оние 10 кола што ги прочитавме пред малку, може да биде многу незгодно за Оле и за Юнайтед. Па тоа што Варан им го донесе, некоја еластичност што на нив им требаше, затоа што одбраната им беше премногу ригидна, као не знам, као класична од време на некоја англиска одбрана кај што големи црепови, им фали брзина и може да ти дадат гол со глава и да ти ударат со бокс. А Варан мислам дека ќе им фали многу во одбрана и затоа веројатно ќе се фокусираат на повеќе на да држат топката и да дадат голови. Каде што повторно ќе го нагласиме, нели, клучна игра, улога според мене ќе има Джеси Лингард. Джеси Лингард. Джеси Лингард, добро, види. Се покажа лани како клучен играч во еден друг клуб, во овој другиот Юнайтед не му оди баш најдобро, во Вест Хем Юнайтед му одеше одлично, цело време беше стартер, цело време беше прва постава. Чисто како прашање за викендов, што ќе се случи. Юнайтед игра против Лестер без Мегваер и без Варан. Значи се без дефанзивното дуо. Многу веројатно дека мечот ќе остартуваат Линделов и Туанзебе. Варди 3 раци. Да. Се ми е русе у купот. Да, ама и Лестер се сега у некоја чудна, не знам, тие се баш неодредена екипа. За мене сезонава почна едно време нека константна игра, па сега се некако горе-долу мисе, ама мислам дека имаат добар, затоа што се стандардна екипа и нема да биде лесен воопшто меч, а Варди сега читав дека е еден од играчите што има најмногу голови дадено после 30 години. Или е лидер, или заедно со уште некого. Со Ибрахимовиќ. Ама Ибрахимовиќ има многу години пред него, да. Ибрахимовиќ има некои 260 гола дадено по 30 години, ама има 39, така што... Да, има време Варди да тамани. Како Оле ќе се снајде во ситуацијава без Мегваер и без Варан, без двајца стартни стопери? Имате идеја како би играл? Јас ви го кажував и претходно муаветот за Оле, дека сме го зборувале, нели, приватно ми е како исплашен лемур кој влегува во соблекувалната, неодреден ми е исплашен цело време, не ми дава сигурност. Повторно ќе го нагласам тоа што со Кавани го направи, го донесоа, феноменален играч. Се уклопи од прв ден како да играл 100 години, како и со Кристијано Роналдо, што само укажува дека играчи кои што имаат големо интернационално искуство, кога ќе им дадеш задачи, ќе им кажеш ова е твојата улога, направи го тоа, дај гол, ќе даде гол. Тој ете го експериментира, како што рековме, со Санчо, нели, со скапото нивна авантура со Дортмунд.
Ќе видиме, меѓутоа јас најголемиот проблем го ставам тука кај Оле. Се надевам дека под водство на Фергусон, затоа што знам дека се меша во него како негов ученик, дека сепак спремаат нешто за понатаму во сезоната, бидејќи таа е сепак долга и игра на повеќе фронтови, дека се чуваат за понатаму да ги откријат сите карти. Ама тука го гледам најклучниот проблем, како ќе се снајде Лемурот, а Лемурот не ми изгледа баш сега ќе се снајде. И отварам главната тема за вечерва. Вака ќе го наречеме тоа тогаш. Што може да очекуваме од Оле и од Манчестер Юнајтед сезонава? Вашите впечатоци за она што Оле го направи до сега, вашите впечатоци за тоа како ја почнаа сезонава и до каде може да догураат. При тоа неизбежно ќе спомнеме Ван де Бик и ситуацијата негова, ама ајде почнете од каде сакате. Кој да сака? Им посакувам се најдобро. Примарно, да. Примарно да, нека биде дека им посакувам се најдобро. Знаеш, ако има надпревар во неспособност ќе видиш второ место, зошто? Затоа што си неспособен. Така. Така да, мислам дека ќе видат најдобро второ, трето, четврто место во сите надпреварувања. Да. Тука се моите очекувања и ако им посакувам, сакам да биде јак Манчестер Юнајтед, ама тие се моите очекувања од нив сезона. Да, се согласувам. Многу се неконзистентни. Имаат час пат флешови на одлични утакмици, одлична игра, да знаат да дадат некојаш многу голови. Потоа имаш утакмици кај што имаш и да и кога тепаат, тоа го прават многу тешко. Едноставно кога се мачат и против слаби противници. Кога да немаат идеја, не се прилагодени на играта на противникот. Го знаеш противникот, имаш за разлика од послабите екипи имаш клупа, имаш ротација и можеш да менуваш тактика, можеш да правиш што сакаш за да дојдеш до тие бодови. И мислам дека и Оле моментално премногу тактизира. Не знам дали го видовте видеото што беше со Фергусон, со кикбоксеров, како беше овој да, него... Не, збориш за Нурмагомедов. Така. Нурмагомедов. И го прашува што ќе кажеш за играта или така нешто беше и типот му вика да, течкото што се бореше со медвед кога беше мал, после тоа стана светски шампион. Значи го прашува што мислиш за играва. Но Юнајтед ја вика јас секогаш би ги извадил најдобрите играчи на терен. И тоа беше потенцираше на тоа дека Роналдо не влезе од првата минута. Мислам дека и сега премногу тактизира Оле, ама не тактизира кој што треба. И сето тоа се одразува на играта на Юнајтед, иако им фали сега моментално можеби Лингард. Сигурен сум дека е Лингард. Ај размисли. Не за Лингард, него Рашфорд. Да, апсолутно. Рашфорд е одличен играч кој што сега моментално им фали, ама не може да се за токав тим, со токав буџет и толку многу играчи да се потпира на еден играч дека им е клучниот за да освојуваат бодови е незамисливо. Така, особено надпреварот, дали беше последното, дали беше предпоследното коло против Астон Вила 1-1. Океј, да, еве точно ти тоа што го спомна, им фали Рашфорд. И го прифаќаме тоа. Меѓутоа, во составот има еден куп голгетери и еден куп играчи кои што се креатори во средината и кои што можеа да направат нешто. И тој гол го бараа до многу доцна во мечот и го постигнаа во едни, да речеме, среќни околности. Иако имаа контрола над играта, иако ја имаа топката, иако креираа шанси, едноставно изостануваше самиот резултат. Она што исто така ми беше многу впечатливо во ланската сезона, стигнаа во финале против тим кој што во никој случај не сакам да го потценам, меѓутоа во однос на играчкиот состав е инфериорен во однос на Манчестер Юнајтед. Играа против Вилјареал во финалето и дозволија од надпревар во кој што имаа 72% посет на топка и над 20 шута, успеа да не го добијат во 120 минути. Good evening.
Good evening им објасни како се зема трофеј. Да. Прашањето ми е следното. Дали тој проблем на недобивањето на најголемото финале одиграно последниве 2-3 години за Юнайтед лежи во играчите, лежи во Оле или лежи во оној кој што го има назначено Оле Гунар Солскјер како тренер? На сите им треба да изгубат едно финале како искуство. Им треба тоа. Сега оваа сезона ќе покажат и ќе докажат. Премногу е рано у сезонава, ја сете не им дадов шанси. Им посакувам, ако сакаат да докажат и да станат повторно таа шампионска екипа на која што сме навикнати Манчестер Юнайтед да биде, ќе треба оваа сезона да покажат. Меѓутоа, покрај Јак, Сити, покрај Ливерпул сега кој им се врати Ван Дајк, така стабилизирани како што може да тепаат кого сакаат, како сакаат, не им давам премногу шанси. Челси да не ги не спомнувам, константно јаки и кога не им иде даваат 3 гола, ја не знам што ќе биде сезонава, за мене се премногу силни тие. Така да особено у кај нив дома, па и у Лига на шампиони исти веќе им бидат конкуренција, така да не ги гледам како. Добро, барем топ 4 или не? Па сега ако не бидат топ 4, ја не знам, мислам до кога ќе биде тоа, секако Тотенхем тука. Ајде са комичниот сегмент подоцна во емисијата. Па окей, ајде да поентираме околу темава Оле. Оле ин, Оле аут. Оле треба да остане или Оле треба да си оди? На која страна повеќе натежнувате? Фантастичен тренер за МИПа, за Одензе, за МТК од Унгарија. Има клубови што би го земале. Фантастичен тренер, нека учи, нека кали занаед. Да, Ајде не му доверуваме толку тешки задачи, да, сепак не е искусен до толку, ама за Юнайтед мислам дека секоја чест како му дада да си игра со волку голем клуб, со волку голем буџет, ама за мене аут. Оле аут. Морет, имаме еден глас за Оле аут. Исто. Доволно време имаше за да покаже што знае. Сега и Вудвард е трнат од нели таа улога што имаше претходно. Претходно беше оправдување дека нема доволно слобода поради Вудвард. Дека нели Вудвард си ги носи играчите што не му одговараат. Сега и него го нема и повторно нема резултати. Се уште не знае како да го искористи максимумот од тој тим. И мислам дека ќе остане до крајот на сезоната во Юнайтед и повторно ништо нема да направи и дека веќе од следната сезона Юнайтед ќе си бара некој друг тренер, иако сум сигурен дека Фергусон натежнува, нели, со неговиот авторитет, неговото име кое е он во Юнайтед, натежнува тоа Оле да остане, ма после 3 сезони доволно шанси. Секоја чест да играш во Лига на шампиони, ама со оглед на тоа колку пари се потрошени во тие играчи што ги има во тимот и колку средства има на располагање, нема резултати, кој што кажа овој преска и кога би имало надпревар во како кажа? Во неспособност. Бил својле второ место. Да, благодарение на Оле. Ти што мислиш? Јас мислам дека види малце ми е чудно можеби каде стојам во целава ситуација со Оле и со Юнайтед од една причина. Баш од една причина. Откако е дојден Оле Гунар Солскјер на чело на Манчестер Юнайтед стана најбокс офис тимот во Премиер Лига. Реално преби пропуштил утакмица на Сити, преби пропуштил утакмица на Арсенал, на Челси, на Ливерпул, ама нема да пропуштам на Юнайтед поради тоа што знам дека ќе заврши нешто како 4-3, како 5-3, како 5-1, дури и кога изгубија од Тотенхем, изгубија 6-7, разбираш, беше утакмица за историја, а не беше само, утакмица која што ја изгубија по некоја случајност. Мислам дека тоа е позитивниот дел што Оле го направи и можеби она што направи Унија во тимот не е за поразот, туку за тоа дека ги направи многу атрактивен тим за гледање. Лига шампиони дома изгубија па угости Тепа, уште Лукаку или кога беше тоа пред 2-3 сезони. Отидоа во финале во Лига Европа прилично лесно до финалето. Финалето не го освоија во утакмица која што комплетно ја издоминира и едноставно Де Геа на крајот го промаши пеналот, мислам дека никој не може да го обвини.
Иако фактот останува дека Вилјареал ја освои таа титула. Good evening. Ако сум за all in или all out, велам ајде да ги почекаме оние 10 надпревари што ги изборевме претходно, нека поминат тие, доколку низ тие 10 утакмици помине нечепнат, мислам дека Оле апсолутно заслужува да биде тука. Доколку ги киксне тие надпревари, доколку тука ја изгуби шансата за трофеи во Премиер лига и во Лига на шампиони, мислам дека апсолутно нема повеќе поента да се чека за неговиот отказ. Така, тоа е со среќа. Нека му е со среќа, што и да направи. Ја завршуваме главнава тема. Здраво, добро вечер. Добре дојдовте во сегментот од емисијата кој се вика Јове прашува фудбал. Овој пат со мене гостин е аеродромецот кој што е еден од оние ретки аеродромци кој што, како што ми кажа, некаде од 7 одделение веќе не носи тренерки. Да. Вико фон Дром. Виктор Гичев, добре дојде во емисијата Јове прашува фудбал. Добро недо. Она што исто така тебе те спојува во овој сегмент во емисијата е затоа што исто така ретко гледаш фудбал. Да. Многу убаво. Сакам да те прашам нешто, дали знаеш сепак што се случи неодамна во англиското првенство, дека ова би требало да го знаеш од општа култура, иако не гледаш фудбал, дека еден многу богат конзорциум или како некој фонд со неколку милиарди евра, долари фонд купи еден англиски клуб. Слушнав нешто. Дали слушнав? Да. Дали знаеш за кој клуб се работи? Не. Се работи за Ньюкасл и Ньюкасл оваа година, тоест оваа недела ќе игра со Тотенхем. Дали знаеш кој ќе тепа? Тотенхем. А дали знаеш како се вика те сакам на саудиско-арабиски јазик? Не. Не. Дали знаеш како... Дали планираш цела емисија да ми одговораш со да или со не? Зависи од прашањата. Зависи од прашањата. Добро. Сакаш да зборуваме за нешто повеќе за да те запознаат од публиката оваа година, она што ти си познат и зашто си нели секако повикан во оваа емисија е за да ни кажеш за Твитер награди. Ние како екипа сме не спои Твитер и сме големи фанови на Твитер заедницата и ти си еден од организаторите, главниот организатор на Твитер награди и те молам да ни кажеш дали оваа година ќе имаме повторно Твитер награди. Ќе имаме повторно Твитер награди, ќе се одржуваат повторно во втората половина на јануари. Само каде точно не знаеме, меѓутоа сигурно ќе бидат исто онлайн најверојатно поради одржување на... Што е битно каде ако се онлайн? Добро, лани беше битно. Добра, не, мала шала. Предлагам, значи, понатака да ги видиме другите утакмици, зашто сепак сме нели за фудбал. Имате ли нешто спортски сегмент таму во тоа Твитер награди? Има најспортски твитерџија. И го зима цело време Владко, затоа што тој ургираше, предпоставам, за да бидете гостин во оваа емисија, така Вердер ги. Да. Очигледно тоа. На нати го дај ми го база. Класика македонска репрезентација. Бајер Леверкузен со Бајер Минхен. Овие се две шпански екипи кои што викендов ќе играат фудбал. Чекаме нели се германски. Значи, прати што зборуваме. На кого му даваш поголеми шанси? На Бајер од Леверкузен или на Бајер од Минхен? Бајер од Минхен. Бајер од Минхен, да. Бајер од Минхен се и лидери сезонава, така да претпоставам дека ќе тепаат. Што мислите? Дали Милер требаше да игра за германската репрезентација? Па да, добар играч е реално. За кој Милер зборуваме? Не ми текнува. Ја мислев на Герт Милер, тој е премногу стар за да биде дел од репрезентацијата. Не знам вие за кој Милер, ама да, мислам пред да одговорите правилно. Милер е Милер. Барселона Валенсија, овие се веројатно шпански, ми ги измешале од режија, се извинувам. Кој ќе тепа Барселона или Валенсија? Па што знам, Барселона. Значи Тотенхем, Ньюкасл, односно Ньюкасл, Тотенхем, рековте кој ќе тепа? Тотенхем. Бајер Леверкузен, Бајер Минхен. Бајер Минхен. Добро, и Барселона Валенсија, Барселона. Забележано е. Дали ќе има некоја нерешена од овие утакмици? Па нели кажавме кој ќе победи?
Па добро, тоа ја кажав, ти може дека мислиш дека нешто е нерешено. Па што знам, еве кај Ньюкасл и Тотенхем ми е така сомнително. Тука става микс. Добро. Уште една овакво, дали знаеш еден факт за мене дека кој ми е омилен тренер? Оној на Манчестер, како се викаше? Не ми текну. Жозе Муриньо. Не на нас. Ова коло играат Јувентус и Рома. Дали знаеш на кој тим е сега моментално тренер Мориньо? Муриньо? Јувентус? Повторно погрешен одговор. Со што ја завршуваме овој сегмент од емисијата, сепак е на Рома, да. Вико, ти благодарам. Овдека забележавме дека Ньюкасл Икс со Тотенхем, Баер Леверкузен, Баер Михен, дека ќе тепа Баер Михен, Барселона Валенсија, дека ќе тепа Барселона. Јувентус Рома ја утна скроз дека мислиш дека Муриньо е тренер на Јувентус, ама ќе правиме Твитер награди и ќе се забуваме. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од емисијата. Благодараме на поканата. Се гледаме, дечки. Туку имаме доста фудбал за гледање викендов, се враќа клубски фудбал, престануваат репрезентации, мислам дека еден куп луѓе, вклучувајќи го и Хамба очито, ги мразат репрезентации, сакаат да се врати клубски фудбал. Се враќа викендов. Па сега да ве прашам што ќе гледате викендов. Крај крајава, ако сакате може и да се собереме некаде да гледаме. И тоа сега. Така. Па има доста интересни утакмици. Сега, види, имаш Ньюкасл и Тотенхем. Сега Ньюкасл е као жешка тема моментално. Како дојда новите собственици, кои играчи. Фала Богу што дојдат таму и може би Кутињо ќе го земат од Барса. Што многу ме радува. Па фала Богу брат, конечно. Некој оде таму 20 милиона зима по сезона или колку и да зима, човекот ништо не изигра. Али има доста интересни утакмици. Барселона игра со Валенсија. Одлична утакмица исто, која што ќе вреди да се гледа. Друго не знам што би извел. Не знам, Јове ти? Ова што кажа Ньюкасл Тотенхем, само мене ми врти тука дека Тотенхем гладко ќе си тепа. Затоа што ова, како што ги пратам, некако се стабилизираа повторно и против вакви, да речам, повтороразредни екипи си тепаат. И тоа е убаво и мислам дека има убав момент кога ќе треба да покажат и да докажат дека онаа победа против Астон Вила, мислам дека беше последната 2-1 ја тепа, Да. дека не била случајна и ова е фина шанса да го направат тоа. Ньюкасл секако нели ќе бидат мотивирани да покажат и докажат дека се на новиве стопани, дека играчите дека се вредни. Меѓутоа сепак не мислам дека ќе имаат шанси. Така да тука у тоа што го спомна, тоа дерби би им дал предност на моите, нормално секако, нели, моето срце оди секој за Тотенхем. Кај што спомна Барселона Валенсија. Сега ви е шансата да нешто да уклучите у прва. Да се урикнат, знаеш. Не беше урикнат, некоја спора беше нешто таму. Избацена е, Ко правото, 3 напред, 1 назад. Беше 3 напред, 2 назад, уствари беше повеќе некој нивно шпанско право беше тоа. Али да, многу слабо и утакмици имаше Куман. Мала мислам дека сега да, дефинитивно мислам дека Барселона ќе направи нешто повеќе со доглед на тоа дека се враќа Агуеро во тимот. Сега кого? Мислам дека се враќа Агуеро, почна да тренира со тимот веќе некое време и мислам дека се враќа и он. Педри. 0-0 ви е гарантирано. Мислиш дека не можат да дадат гол ни едните ни другите? Така личата. Ако Лук де Јонг трча контри, Чекај, тој од кај нив дојде? не, тој дојде од Севилја, ама комичен трансфер. Друго дерби на викендов, мислам дека може да ги спомнеме Леверкузен со Баер Михен. Тука веќе бил многу од корист Владче. Владко, да, Владко... Као што веќе знаете, Владче го собра хонорарот од првата емисија и замина на пат низ Источна Европа. Шета сега, шета. Шета, да, Владче на роуд трип си замина.
си купи нова кола. Што ние имаме епизоди Да, во Скратен да, корнер, да, ама да, врати да. се ако некогаш се смилуваш. Владче, имаш се уште место до наредна недела, може би. Ќе видиме. Јове се покаже одлично. Бојана Нушкова Еј, да, или нешто. Не знам. со некоја атрактивна девојка. Така. Која што познава фудбал. Да, Како ги типуваш? одлично Бојана ги дивам девојките фантастично. Не, ама кога сме кај утакмицата, не, Баер Леверкузен, Баер Минхен. Види колку може да се каже во Германија дека постои дерби, кога во утакмицата е Баер Минхен, тешко да може да се каже тоа. Меѓутоа Баер Леверкузен си екипа што изненадува оваа сезона од еден друг аспект, од аспект на вадење нови играчи и многу интересни играчи за кои што ќе се зборува наредниве 5-6, можеби и 10 години, веројатно, да. За гледачите да дефинираме, предлог утакмици од тимот на Скратен корнер. Така, имаме Ньюкасл Тотенхем. Не, мислење, ако се согласуваат со нас, некого пишат ликчето. да. А нема наше, ја видете. Ньюкасл, кој ќе каже? Овој тука сегмент ќе го именуваме скратен корнер тикет. Скратен корнер тикет на викендот ви предлага Ньюкасл Тотенхем двојка. Ньюкасл Тотенхем двојка. Во ред, Баер Леверкузен, Баер Минхен, ти кажа добар тип. да, 2 од 2 и можеби тим 2, можеби 3+, како што сакате. Кој од вас и да се разбира од кладилница, нека си ја типува како што сака, меѓутоа 2 од 2 дефинитивно. Добро. 2 од 2. Со рано водство со све. Со рано водство на Барселона Валенсија одиме Кет и 3+. одиме Кеци 3+. Те молам покажи повеќе верба, значи на панелот ни е. Јова е, брат. Ке се лути. Јуве Рома? Гол 3+. Јас се согласувам. За неговото. Се согласувам. Гол 3+. Одиме тројцата со гол 3+. Значи, Ако не биде, по тројца ќе малат. Значи, нашиот скратен корнер тикет е, ќе го прочитам уште еднаш, Ньюкасл против Тотенхем ќе се појави тука, тоа е двојка. Потоа имаме Баер Леверкузен против Баер Минхен. 2 од 2 и 3+, ајде да речеме за сигурица 2 од 2 уплатете ја, иако е мало. Така, нека крене коефициент, тука доставаме и 3+. Потоа ги имаме Барселона Валенсија, Кеци 3+, очекуваме дека Барселона ова коло ќе се извади од она мини криза која што ја има сезонава и клучниот надпревар, односно дербито на викендот, Јувентус Рома, умилениот тренер на Јове против еден од моите умилени тренери, Масимилијано Алегри, против Жозе Муриньо. Ја типуваме гол 3+, сметаме дека ќе има голови. Платете а сингл и земете си парички. Секако. Сега, имаме едно прашање до вас. А тоа прашање ќе го постави господинот Кирил. Така. Добро. Бидејќи го одбравме Јувентус Рома како дербито на викендот, прашањето до вас е, треба да го пратите овој надпревар за да знаете што ќе се случи, ама ајде вака однапред кажете ни. Колку корнери ќе има на надпреварот Јувентус Рома? Значи вкупно колку корнери ќе бидат изведени на надпреварот Јувентус Рома, пишете ни во коментарите на Facebook, на YouTube, на Twitter, каде и да сакате и ја имате можноста да добиете ваучер од 200 денари од нашиот малски другар Sportlife. Значи корнери, не скратени Корнери. Корнери. Скратените корнери не се важат. Удар од аголот, удар од аголот. Ајде, честитки за уште едно успешно снимање. Тоа е тоа, Ајде. втора епизода ја завршува. Чекај сега, референцата идат. Опа. Тоа чекавме. Тоа даре, друже. Што е ова? Фала многу. Барбекю ребро во фурна, најубаво нешто. Најубавото. Така и мириса како најубаво. Ајде, дечки, пак со рачиња. Пак со раце. Ајде. Малку ни е некако. Сега. Тале е репер за квалитет. Да. Затоа, тоа се топи.